Почитувани мои, добра вечер уште еднаш и добре дојдовте во емисијата Ваго. Овој пат се снима во ирскиот паб Даблин во Штип, доколку не сте биле, повелите, овде е прекрасен амбиент и прекрасни услуги од страна И прекрасно кафе. И прекрасна услуга од страна на персоналот. Како и да е, вечерва мој гостин е музичар од Кочани, со кого не знам колку пати во претходниот период имаме договарано, но поради одредени околности не можевме досега да разговараме, да реализираме интервју така, и да разговараме на одредени теми. Емисијата, но сепак благодарам што еве успеа денес да си овде и да поразговараме за тебе. Со што конкретно се занимаваш? Музичар си реков, но не кажавме како се викаш. Здраво на сите гледачи на Канал Плюс телевизија. Јас сум Петар Малинов од Кочани, пејач и музичар, соло артист и член во бендот Криптон и генерално перформер. Поради преголем број обврски од твоја страна и обврски од наша страна, од страна на телевизијата, меѓутоа, како и да е, сега сме овде во Даблин и почнуваме во Аго. Како се чувствуваш прво во емисија? Јас се чувствувам многу добро. Има доста позитивен вајб и така да си направиме муаве да видиме кој за каде. Така. Рековме дека си музичар, ќе почнеме од почетокот. Зошто токму одбора да бидеш музичар? Па, музиката е секогаш имала некоја позитивна порака да пренесе до сите гледачи и слушатели. Кај мене уште од моите предци имам предиспозиција да бидам музичар, значи дедо ми има свирено труба и пеано во хор во Кочани. Исто татко ми свири на гитара и пее, па така и јас продолжив да по нивните патеки. Значи генетиката имала влијание големо. Да, многу големо влијание. Иначе почнавме пред 7-8 години и така си го тераме својот филм и интересно е. Има доста забава, има доста позитивен фидбек. Едноставно кога се работи со луѓе е многу добро. Рече филм, сценариото е напишано или се пишува адхок во пишење? Односно секојдневието те води насекаде. Да. Спомна дека си дел од група, имаш своја група. Колку членови има во групата? Па, јас во мојот бенд матичен настапуваме тројца, значи Криптон Unplugged, јас пеам и имам двојца гитаристи, Столе и Ненад, поздрав до нив. Инаку настапуваме и како соло артист, значи проектот Петар Малинов со бендот Криптон, кај што настапуваме во фул бенд. Значи истите Столе свири бас, Ненад свири гитара и само имаме плюс придружба на Тапани, тоа е Драган. И така, во зависност на потребата на локалот, така и се појавува. Каква музика свирите пред се? Па, јас нашата музика би ја генерализирала на поп музика, значи свириме се што е популарно без разлика од кој жанр да е. Значи нека и поп, може ли панк, да речеме дека поп потекнува од популарно во овој случај? Да, па да. Значи во сите различни стилови си има некои бендови и некои песни кои се издвојува, па така ние и нашата цел е да ги земеме, да ги преработиме и да ги пренесеме на публика со голема доза на енергија и секогаш поминуваме во најдобар ред. Имате голем број настапи, претпоставувам? Да, доста соработуваме со многу локали од генерално во Источна Македонија. Има доста работа, добра е. Значи има позитивни коментари, има позитивни луѓе пред се и така. Од досегашните емисии низ разговорите со моите гости музичари, некако добив впечаток дека кога настапува сам еден музичар или евентуално двајца, дека се побарани од поголем број локали отколку кога е бенд како е вашиот, например. Па зависи ли од условите, од местото, од просторот кој што го нуди локалот? Многу фактори имат влијание во овој случај. Значи најпрвен капацитетот, второ локацијата, трето енергијата. Значи има места кај што едноставно си ја тражат пријатната акустика и си го тражат муабетот и емоцијата на песната. Така да таму настапуваме, па да речеме јас сум имал такви ситуации дека што сме настапували само двајца. Има места каде што се бара енергија, каде што се бара многу
да наречем агресија во музиката и таму настапуваме во повеќе, па ако има простори за плюс уште еден член, па да уште на гитара и само да се дрма, да има што може повеќе инструменти, што може подобро Подобра атмосфера. да, и подобар перформанс има тоа, нели. Во секој случај, нели, еден инструмент не може да покрие цел бенд, али во зависност на побарувачката така и ние настапуваме. Ви рече во зависност од побарувачката, ви побарале ли нешто народно да свирите? Имате ли нешто такво на репертоарот или? Па ние во еден период од нашите настапи имавме како еден проект народно. Свиревме македонски староградски песни со придружба на еден мој професор и колега, професорот Кирчо. Свиривме македонски староградски песни со придружба на виолин. И доста добро помина тој проект, но генерално се остануваме на нашиот стил. Значи тоа беше само мала фаза во нашата кариера. Не свирите само туги песни на настапите, имате и ваши. Па имаме и авторски, и нашите Да. ги свириме, ама во секој случај малку се за цел настап, ајде да прекараме нешто и наше, нешто и нивно и така. Нормално, да, нормално. Предлагам сега да слушнеме една ваша песна. Имате и видеозапис Да. за таа песна 100 денари. 100 денари, да. Зошто токму таков наслов на песната, Па- пред да ја слушнеме и да го видиме спотот? Па вака јас малку ми е заситена сцената од коментари и песни во стилот "Многу те сакам, ќе умрам за тебе" и слично. Така да се одлучив, веќе кога работиме за авторска музика, се одлучив да работам малку на принципот на хумор. Значи, по песната се опејува дека девојката ми е должна 100 денари, па така јас ги побарувам за да ми ги врати. Инаку, остануваме на тој стил, значи да има хумор, да се насмее публиката и плюс да слушам добра музика. И најважно во секоја песна е да после првото или евентуално второ слушање да влезе во глава, да. да влезе во глава. Ајде, предлагам да ја слушнеме песната 100 денари, па да видиме дали на вас, почитувани гледачи, ќе ви влезе оваа песна во глава, можеби ќе ја најдете на YouTube, има секако. Да. Така, да ја слушнеме песната, па потоа повторно се враќаме и продолжуваме со разговорот со Петар. Džabe sam po šankovi stažiram, baby, do doma sam, kad se teleportiram i koga probam da izbegam od sceni iz misli, šetam i umoren, postojano zaboravam da se setam. Ne mi pališ ti niti jedan novi, mi ludilo i vrati gi 100 denari. Беше топло лето, јас во цвике ретро седевме на шанкот и добар беше бендо. Се сеќавам поделивме некое сортно вино, боље ке беше да идеме у кино. Али топло не се дише, нигде место нема више. Ресторан скап, по него се на странски пише. Се најадов ко пише, скара алва клише. Она специјалитет мене ми личи на пире више. Не ми палиш ти нити еден нови, не ми губи ludilo i vrati gi 100 denari.
Доста интересен спот. На кои се локации вие снимате? Па, спотот е сниман на повеќе локации. Значи, мислам, навидом изгледа дека е на повеќе локации, всушност станува збор за едно место, тоа е нашата летна дискотека во Кочани, дискотеката Аква. Многу добро место, многу добра дискотека со многу богата програма и така одлучивме, пошто е доста голема, пространа, за да доловиме повеќе моменти на едно место и испадна доста интересно. Значи, Има и доста, да речем, статисти, Па да. се појавуваат повеќе личности на спотот. Тоа е многу голем проблем кога се снима спотови, значи статистите се секогаш најголем проблем, има доста статисти, во генерално мои другари и пријатели, ги повикав на Facebook, ајде викам ќе снимаме спот, ајде ќе правиме галама, и така се собравме. Се оценува, че песната е во придружба со мојот предсе добар пријател и соработник Кацар од Скопје, тој е член во групата Токсиколози. И така, како за првен че одлучив да соработуваме со него, ќе правиме ли песна, ќе правиме, шо тема, 100 дена, цепи. И така, од прво. Колку време го снимавте спотот? Спотот се снимаше се во еден ден. Значи, тимот со кој соработувам работи доста експресно и работи на случајот, така да се реализираше во еден ден. Значи, почнавме по 7-8 часот, дока 12 беше се готово. Одлично. Брзо, експресно, да. Одлично. После монтажа да не прашувам колку тоа и си. како и што и се. Само на YouTube ја имаш промовирано или? Па не, таа врти доста по локални телевизии. Значи, јас кај што настапувам, обично си донасам на USB или на CD, за ако не е проблем ке вас да врти така да. Врти по телевизија, а по радиото врти низ сите радија во Македонија. Значи аудио верзијата врти, а телевизиите, во зависност кој има желба, може да се симне од интернет да се пушта. Спомна, настапувате низ повеќе локали низ источна Македонија претежно, централна, западна? И во централна исто настапуваме, западна е малку проблем со многу пат, немам простор амплак бенд да вози 350 км за да стигне до некоја свирка, така да генерално тука сме застапени, повеќе во истокот. На фестивали имате учествувано, имате идеја за такво нешто? Не, имав некоја песна проект што навидом е готова и планирав за Макфест, ама се изгледа ќе биде за догоден или подогоден. Па да, бидејќи веќе конкурсот за Макфест е завршен. Да. Имам желба, во секој случај треба со малку по-голема енергија да се пристапи кај тој фестивал. Сепак тоа е наш престижен фестивал и не може како на шала да го сватиме, и ќе мора со малку по-сериозна песна, за разлика од мојот стил што го практикувам. Зошто да не? Зошто да не? Не знам. Од ово што го кажа, јас би претпоставил дека би настапувал со некоја балада или некоја потипка песна. Ќе видиме. Имам една песна готова во тој стил, али се уште стои во фиока, па ќе видиме кога дали ќе биде за фестивал, дали ќе биде само за промоција да ја промовираме како нова песна, ќе видиме, не знам. Се уште така климава ми е ситуацијата за да одлучам конкретно за тој чекор. Додека договаравме за снимање за оваа емисија, спомна дека подготвуваш нова песна, тоа истата сега за која што зборуваш или друга песна? Не, друга. Таа си останува во мојот стил. Песната се уште нема име за радо бе ви открила, али нема име уште конкретизирано, инаку малку е двосмислена.
песната како да се пее за девојка, всушност се пее за нешто друго, али ќе оставиме од спотот луѓето да откријат. Инаку се снима во Кочани, таа е готова. Сега работиме при крајни фази на спотот. Исто во мојот стил, значи хумористичен стил на опејување на моментални проблеми и работи што се дешаваат во нашата држава и така. Додека биде готов тој спотот за најновата песна, да го погледнеме спотот за уште една твоја песна, пошто веќе е готов, тоа е за Мамурен. песната Мамурен. Да. Ајде да го погледнеме прво видеозаписот, па потоа ќе разговараме за таа песна. Одиме со Мамурен. Недела са пали глава бучи како бен. Денот мирен е зашто пак сум мамурен. Правец на тераса пијам кафенце успан. Мамурен е градот што вечера на шак и уморен. Етен да испејам рефрени секој ден. Аген пак сум мамурен. Мамурен гужва и чекање во ред. Мамурен луѓе, а и вестите у бед. Од седен лимон вода и аспирин сусид. Ти ведра си ко делфина, јас мамурен ко кити уморен. Етен да испејам рефрени секој ден. Аген, пак сум мамурен. Поздрави се со овој свет. Склопи очи и опушти се. Денот секако ќе помине. И без тебе спи. Уште 7-8 години. Уште безброј многу сонови. Сега времето не постои. Секој ден, аген, пак сум мамурен и уморен. Етена опеја тоја ден и секој ден, аген, се пуна мамурен и уморен. Етена опеја тоја ден и секој ден, аген, се пуна мамурен. Мамурен. Инспирацијата ја доби од некоја мамурна вечер или мамурно утро, всушност да речам, или од некој туѓо искуство. Па и од своје искуство и од туѓо искуство, нели, како што спомнав дека веќе ние работиме со на една доза на хумор и сарказм на актуелни теми. Нели, младите се моментално во таков филм, многу пиеме, многу се забавуваме, па така одлучив и песната. Инаку песната е веќе стара, направена во unplugged верзија со англиски текст, па само одлучив да ја преработам со македонски текст. Инаку Мамурен снимана во Кочани, во аудиото е снимано со мојот пријател и продуцент Јордан Манов, а видеото е снимано исто со него и со мојот драг пријател и соработник Александар Вржалски. Снимана е на повеќе локации.
Меѓутоа шлагот во песната е ваш штипски, така да за неја подетално ќе поразговараме. Како тоа е шлагот? Па за тие што не го гледаат спотот, нека го погледнат уште еднаш на YouTube, за тие што го имат видено веќе знаат дека има една прекрасна девојка во спотот, која Не поминува спот без убави девојки. Па не поминува, да. Во овој случај еден голем поздрав до вашата прекрасна Ана Танчевска, која беше гостин во мојот спот. И така, имавме едно доста интересно дружење, многу се забавувавме, многу се смеевме. Таа баје ми ти добро ми малтретираме спото, поудараме по шамараме. Ама сега што Вистинска спомена. ли беше? Да. Имаше доста удари невербални. И така. Одеднаш се снимаше или мораше да се повторува повеќе пати? Па, болното беше што се повторуваше повеќе пати. Значи групниот дел. Што е кша, не, ова сега не болеше многу, ајде Да, пак, да, ајде успојавме, да. посилно. Групниот дел, значи, спотот е составен од 2 дела, поточно од 3. Двата дела, значи, боговскиот дел на спото и делот со навивачите сниман на Еврохотел градче во Кочани, прекрасна локација, слободно можете да посетите. Прекрасна услуга, прекрасна храна, се најдобро. Останатиот дел, затворениот дел се снимаше кај мене дома. И така, едно искуство плюс, соработка исто со многу статисти. Многу голем поздрав до навивачката група Семини од Кочани, кој ми помогна за реализација во овој спот. И така, секој случај се испадна во најдобар ред. Имав мал инцидент, ама падна една Може слободно да кажеш, падна не. една жртва на спотот, али не е страшно. Па во делот на навивачите, пошто имавме таму малку употреба на пиротехника, значи конфети, бакли и слично. И еден дел од конфети падна врз мојот тапанат Драган, туку беше цели изгорен, ама добар се, не е страшно да не го мислите. Така, Се поминува во најдобро. се во најдобро. Да, одлично. Тоа е најдобро. До сега разговаравме за 3 ваши твои песни. Дали имаш подготвено некои други, имаш текстови, имаш... Овак, јас моментално песната што планирам да ја пласирам, новото кој што е готова, уште нема текст, ќе биде како тест. Таа е во еден интересен панк-рок стил. Ако помине се во најдобар ред, имам горе-доле спремно материјал за цел албум, па така да можда на повидок е и албум за година време, ќе видиме. Во секој случај треба затварање во студио, треба многу работа, треба многу инспирација. Имаме зацртано некои теми, ама се мора да се обработи доста темелно и доста добро, па ќе видиме здрави живот. Од друга страна, освен време, освен да се предадеш целосно за да направиш една песна или еден спот за песна, се потребни финансии, а па за албум може да се предпостави. Па Само да се предпостави колку ќе биде финансиите си потребно. требаат за секоја работа. Јас генерално си финансирам сам со помош на некои спонзори. Пред секој проект зададен, така да имам навика да поминам кај некои спонзори, ако се нафанат да спонзорираат арно, ако не, јас сам си одвојувам од мојот буџет за реализација на сите проекти. Расположени ли се Па бизнисмените, има, да речем, има, да. да Има доста финансираат во расположени македонската луѓе. музика? Да, има доста расположени луѓе. Добро е, не може да се пожалим во секој случај. Добро, тоа е добро што не можеш да се пожалиш. Што е она другото со што се занимаваш во животот, во секојдневието, освен што си музичар? Па, јас сум и вонреден студент и плюс работам со мојот драг пријател што веќе го споменав, Александар Бжалски, како негов Photoshop едитинг гај и дома на компјутер Photoshop едитираме слики и така. Работиме на повеќе проекти со фотографија, со маркетинг и така. И каде ги пласирате потоа? Па, тој си е задолжен за тој проект, јас немам никакви ингеренции да коментирам за таа тема, така да ако ви треба ќе ви организирам интервју со него, направете си му. Може, не е Може, проблем. да. Не е проблем. Кажи ми за сите ваши настапи кои ги имате по дискотеки, по локали, како што рече низ Источна Македонија, вие самите се договарате или
или имате менаџер кој што ви ги организира Па, настапите? Да, па вака, јас во бендот Криптон Unplugged конкретно, секој си има своје задолжување. Ненад си задолжен за сетирање на гитари за одржување на работите во бендот. Јас сум за тонска, за местење, а Столе, пошто тоа си и негова примарна струка, значи он си е професор по економија и башка по менеджмент, така да тој си ги менеджира свирките, тој ги договара и секој си има своја работа во бендот. Плюс сите што настапуваме заедно, нели нормално. Освен што е задоволство да се свири, да се пее, да се настапува пред голем број љубителите на музиката која што вие ја свирите, дали е напорно? Ето, велите, повеќе членови сте, патувате нон-стоп, сте на патување, пакување, распакување инструменти, сето на... Па вак, напорно, да речеме од психички аспект, нормално дека е, за работа за повеќе глави, повеќе карактери, и тоа да се избалансира во една целина е многу тешко, но во секој случај сега за сега не оди доста добро. Веќе делот на пакување и распакување би го нарекол како дел на механика, веќе тоа е години и години искуство, така да кога ќе избалансираме, кога ќе ставиме на вага што добиваме, а што губиме од целата таа работа, јас повеќе сум за добрата енергија што ја примам од луѓето и така да во секој случај ние сме во плюс. Не би рекол дека е тоа нешто напорно за да се жалиме конкретно за таа работа. Секој бенд мора да го прави тоа. Така да веќе станува збори за компактност. Значи помалку инструменти, повеќе ефекти, се спакувано на едно место и се си навика, се си со тек на време преидува во навика. Имате ли настапувано во Штип? Па моментално што сме во овој локал, настапувам тука и доста добро поминуваме, доста добра зала, во секој случај многу голем поздрав за штипската публика, секојаш било во недобар ред сме поминувале овде. Репертуарот, тој публиката го знае, позитивен вајб, што кажа. И така, многу добро. Добра соработка со газите и така. Тоа е најважно. Сега ќе одиме со краток джингл, а потоа, за ова не сме се договарале, не знаеш, ќе може ли нешто акапела од некоја од вашите песни? Од тие што ти се веќе готови, кратко еден рефрен или еден стих. Дека утесно ме стави сега. Одиме со джингл, Ќе па ќе видиме. прошириме потоа. Како што реков после джинглот, мојот вечерашен гостин Петар Малинов ќе исте нешто акапела. Само неговиот глас ќе го слушнеме, дали одлучи што конкретно? Надвор од мојот стил, јас сакам да споделам со публиката дека освен нели авторските песни, имам и правично почнал со неколку кавери. Еден кавер е I Believe на една песна од R. Kelly, другиот е од песна од Роби Вилијамс и конкретно за оваа ситуација би испел една строфа стих, како да наречам, од песната I Believe, која што станува збор за емоција, а во секој случај колку и да го тераме хумористичниот стил, јас мислам дека сепак музиката е емоција, така да треба љубов во музиката. Има од секогаш ми бил тоа песна од детството и од секогаш ми било многу мило и драго да ја испеам и да ја реализирам. Особено за тој стих што би сакал да го конкретизирам и да го испеам во оваа ситуација. Тоа малку вака чудно ми ема. There could be dark clouds all over me, still I know I can't stand on, and I can be the only man in the middle of the sea, but still somehow I won't feel small, 'cause ever since I found you, babe, it's been my attitude. I wouldn't trade you for the world,
If I bet my money on you, baby, I will never lose. No, cause you're my inspiration, girl. And with you by my side, oh, I believe. И така на това. Прекрасно. Я имаш ли пеена ова песна на настапи некаде? Па да. Ја име доста настапи ја има оцвирувано оваа песна. Исто има и видео и аудио запис на YouTube, така да може да го погледнат публиката која сега слободно. Конкретно стануваше момент за стихот If I bet my money on you baby I will never lose cause you're my inspiration girl. Така да тој стих ми е бил секојаш мотивација уште од детството, па така од секојаш сум сакал да го испеам тоа. Го разбрав делот за девојката која инспирира. Да. Постои ли некоја личност во твојот живот која те инспирира? Моментално сум сингл, така да само мама ми инспирира. Поздрав до мама. Поздрав, чао мамо. Поздрав до мама. Спомна дека за оваа песна имаш видеозапис, ќе може да го видат Да. гледачите Педро на Маринов, емисија. I believe. Да. Слободно нека повратно. Да, и во емисијава оваа ќе го погледнат. Може. На крајот на емисијата. Овде се одивувам, претпоставувам дека се кажавме, доколку Да. не спомнавме нешто слободно. Па јас си на почетокот Кажи кажав си. и сега пак ќе кажам, многу ви благодарам за поканата, многу убаво си направивме муабет така, како на кафе си правиме Па муабет. да, тоа е и целта на емисијата, да. Мислам, И да се запознаат сродни сте, луѓето, нашите гледачи, Да. конкретно со личности кои што ете, например, не присуствувале на ваши свирки или не се запознати со Слободно вашата покана- работа. Поканата е отворена, нека дојдат. Јас за мене гарантирам и за мојот бенд дека ќе има добра забава, а тие доколку дојдат со позитивна енергија, ние сме тука само за тоа да го преточиме во забава. Рековте во Даблин овде каде што се наоѓаме сега настапувате, кога може да ве Во видиме? текот на април ќе биде, немаме конкретна дата, затоа сме тука, треба да се договориме и со договорите, да. менеджерот, така да ќе биде во скоро. Сакувам успех. Ќе ви благодарам. Идејата околу албумот да се реализира што побрзо. Па ќе ве викаме на промоција, здрави И живот. тоа сакам да кажам, да. Повторно вагол може слободно да го промовираме Не е проблем, вашиот не е албум. Пред крајот на емисијата одиме со селфи, а потоа ја слушат и гледаат гледачите песната која што сега малку ја испи. There can be dark clouds over me. Still I know I can't stand on. And I can be the only man in the middle of a sea. And still somehow I won't feel small. No. Never since I found you, baby, it's been my attitude. Yes, it does. I wouldn't trade you for the world. If I bet my money on you, baby, I will never lose. No, cause you're my inspiration, girl. With you by my side. Oh, I believe. I believe. I believe. Oh, I believe. I believe. I believe. Now there could be a roadblock right in front of me. Anyone be in my way. And even if you lock me up, throw away the key. Somehow I know it would be okay. Cause ever since I met you, girl, I've been positive. You give me a reason why. I kinda gave up all life, but now I wanna live. Yeah. Cause in the tunnel you were my light. With you by my side. Oh, I
wrote this song. It was in a time when I couldn't go wrong. And since I met you, I believe. Say that. Oh, I believe. I believe. I believe. Oh, I believe. Say that. I believe. Oh, I believe. I believe.